На социјалните мрежи често ќе видиме статус каде пишува: животот е краток, живеј си го во мир, не се расправајте, без караници, за пари, за имот, за навреди, за повредување, за било што. Ништо не сме донеле на светов, а нема ништо ни да однесеме. Во суштина, тоа звучи многу добро и добронамерно, но всушност тоа повлекува едно многу опасно и длабоко уверување. Околината нас не убедува, секојдневно не убедува дека животот е краток. Ние тоа го гледаме, го слушаме и самите себе се лимитираме и се саботираме. Се сеќавате на Стив Џобс. Тој велеше: твоето време е ограничено. Затоа не го троши живејќи тук живот. Но тоа се однесува на младите луѓе кои имаат 20, 30, 40, еве и 50 години. Може би се однесува и за некој кој има 60 години. Затоа што тој што има 20 години, за 20 години до 40 години ќе направи сериозен бизнис, може да направи сериозен бизнис. Тој што има и 30 години, за 20 години до 50 години ќе направи исто така добар сериозен бизнис, ќе собере добар капитал. Може би и тој што има и 60 години, за 10 години до 70 години, може би нема да направи толку добро за него, но ќе направи добро, ќе собере добар капитал, ќе ги ституира своите деца или своите внуци. Зошто е тоа така? Затоа што просечниот животен век денес е 70-80 години. Некој живее и повеќе. Но процентуално мнозинството толку живее, 70-80 години. Затоа зборовите на Стив Џобс важат за луѓето кои имаат 20, 30, 40, 45 години, до 50 години евентуално. Но што се случува со луѓето кои имаат повеќе од 60 години? Тоа колективно уверување за нив станува ментален кафес. Тие си велат: зошто да се трудам кога наскоро ќе умрам? Почнуваат да живеат по линија на помал отвор, мозокот едноставно прекинува да работи со полн капацитет, затоа што тоа е нивно верување, тие веруваат во тоа, и тоа уверување на човекот директно го саботира. Добро, зарем има тоа логика? Еве, ајде вака да размислиме. Доколку во животот ви било секако што сакате, би имале пари, би имале здравје, би имале среќа, би немале болести, дали би сакале да умрете? Никој кој е болен, и тој што има некоја мала болест, и тој што има некоја сериозна болест од која може да го загуби животот, никој не оди на гробиште. Секој оди во болница. Барем јас не знам таков некој кога е болен да оди на гробиште. Освен ако не е при здрава свест или е многу разочаран. Но секој кога е болен оди во болница, не оди на гробиште. Зошто е тоа така? Затоа што ние луѓето сме програмирани да живееме. Затоа бараме спас. Не сакаме да умреме. Животот за нас луѓето не бил замислен за да умираме. Може би некој сега ќе каже: што му е на човеков? Сигурно се побркал. Како е можно тоа? Тоа никогаш не било. Тоа било, но ние не сме били уште родени и затоа не сме го ни виделе. Да сме живееле во времето на Матусалах, најстариот човек кој некогаш живеел на земјата. Тој живеел 969 години. Но е живеел 950 години. Тогаш тоа и за нас би било нормално. Луѓето тогаш живееле 800-900 години во просек. И такво би било и нашето уверување. И ние би живееле толку. 800-900 години. Постепено,
животниот век почнал да се намалува. Аврам живеел 175 години, Мојсей живеел 130 години и полека животниот век почнал да се намалува. Денес живееме многу пократко. И сега можеме да си го поставиме прашањето: зошто почнал да се намалува животниот век? Зошто денес е многу пократок? Бидејќи општественото уредување денес на човекот со ниска свесност направил едно правило: кој е појак, тој да преживее. Општеството те програмирало дека за да добиеш нешто, потребно е многу да се мачиш. Тоа што го сакаш за да го добиеш, потребен е голем труд и потребно е голема мака за да го добиеш тоа што го сакаш. Ние постојано се плашиме од нешто. Постојано се плашиш дали ќе ме вработат, дали ќе најдам работа, дали ќе имам средства тоа да го направам, дали ќе можем тоа да го постигнам, дали можеби нема да успеем. Постојано, нон-стоп, живееме во недостаток на подсвесно ниво. Постојано живееме во улога на жртва, дека самите не можеме да направиме ништо. Нон-стоп си под стрес, бидејќи општественото уредување со себе носи и проблеми кои ние не знаеме да ги решиме. Почетната точка на нашето делување, уште кога ќе станеме и ќе го отпочнеме нашиот ден, е со емоција на стравот. Затоа е тоа така. Да се вратиме на Стив Џобс. Многу паметен и интелигентен човек. Но неговото подсвесно уверување направи во неговото тело и во неговиот организам лоша хемија и тој разви рак на панкреасот. Неговото тело нон-стоп било во режим на преживување и тој подсвесно ја негувал емоцијата страв. Страв, бидејќи животот е краток, па да направи се колку што може побрзо. Да дизајнира нов телефон, да направи нов чип, да направи поголема меморија, дали ќе имам пари да инвестирам. И така, тој несвесно, нон-стоп, континуирано во режим на преживување, ја негува емоцијата страв. Видете, сите ние сме обликувани сме програмирани од општеството. И сите сме на различен начин програмирани, со различни навики и различни карактерни особини. Но, заедничко на сите нас е дека ние пред да направиме нешто, секогаш се плашиме. И тоа е емоцијата страв. Страв да постигне нешто брзо, бидејќи животот е краток, тоа те става под постојан стрес, оваа да го направам брзо, да вложам пари во нов дизајн, во нов чип, во поголема меморија. Дали доколку инвестирам, ќе успее инвестицијата, нема да ми пропаднат парите. Тој како предприемач ризикува, но постојано е под кумплук, затоа што подсвесно се плаши. И сега не е проблематично тоа што ризикувал, проблемот е тоа што живеел во емоцијата страв. Не научил да го контролира стравот и постојано живеел во таа емоција. 95% од нас се чиста програма и навики со кои не програмирала околината. Знаете, околината секого различно го програмира, со различни навики и различни уверувања. Но суштински, сите се програмирани пред да направат нешто да се плашат. Брзо да завршам факултет. Кога ќе се мажам? Кога ќе се женам? Дали ќе имам деца?
Кога ќе имам деца? Дали ќе најдам работа? Секогаш ќе рмбам, бел ден нема да видам. Ќе ми пропадне бизнисот ако се разболам. Што ќе биде ако се разболам? Видете, тоа е сериозен стрес. Доктор Џо Диспенса од научните испитувања кои ги правеле, а тоа го потврдува и науката, вели: ниту еден жив организам не може да преживее во постојан стрес. Ќе повторам. Ниту еден жив организам не може да преживее во постојан стрес. Како да го надминеме тоа? Прво, мораме да поверуваме дека нашето време не е лимитирано. Нема потреба да умираме млади. Со подигање на свесноста на човекот, го зголемуваме животниот век. Науката тоа го докажува. А имаме пример и во соседството, во Србија, дека е регистрирано жена на 158 години. Тоа верување повторно носи огромни проблеми во општеството. Бидејќи луѓето мислат дека животот е краток, брзаат да направат се што можат, колку што можат побрзо, но без одговорност. Да се преживува од ден на ден, да се оди на одмори, се разбира на кредит, а после тоа кредитот да се враќа преку цела година, тоа е исто така сериозен стрес. Нема пари за тоа, само за кредитот. Тоа го скратува животот. Затоа има толку многу себичност, се поради тоа уверување дека животот е краток. Но науката и квантната физика велат дека ние сме енергија, бидејќи атомот е енергија и ние сме енергија. Затоа се материјално изгледа различно. Дрвото изгледа како дрво, железото како железо, Петар како Петар, Ана како Ана, Ѓорги како Ѓорги. Сите изгледаме различно. Тоа е поради електроните во атомот кој ги има и брзината на електроните. Затоа сите изгледаме различно. Тоа е иста енергија, но електроните внатре во атомот и брзината на нивното вртење ја покажуваат материјата како различна. Со промена на нашата енергија ние можеме да креираме се. Можеме да креираме долг живот, па дури и вечен живот. Од каде знаеме како ќе комуницираме во иднина? Еве, ги имаме за пример телефоните. Прво беа на жица. Сега се без жица. Од кој знае каде се пренесува глас и слика? Па тоа е чиста енергија. Можеби во блиска иднина ќе комуницираме со телепатија. Тоа е истата енергија како кај безжичните телефони. Можеби ќе патуваме со телепортација, исто како што денес се пренесуваат слики од едниот крај на светот до другиот крај на светот. Но тоа засега не е важно. Најважно е да го промениме нашето уверување и да сватиме дека животот не е краток. Имаме бесконечно многу време да постигнеме се што сакаме, но за доброто на целото општество. Високата свесност не учи да не живееме во страв и да не негуваме себичност, која е варијација на главната негативна емоција и фреквенција стравот. Бидејќи ако живеете во страв, тоа ќе се го привлекувате во животот, односно постојано ќе живеете во недостаток и немање, и несвесно ќе бидете приклучени на таа фреквенција на стравот, која во вашиот живот привлекува само лоши работи. Негувајте љубовта и нејзината највисока варијација благодарноста. Научете како да ја зголемите свесноста и научете да бидете високо свесни луѓе. Имајте убав ден.